Здраво Македонија и добре дојдовте во новата сезона на вашиот омилен квиз Листа за 300, кој што можете да го гледате секако само на Сител телевизија. И оваа сезона покрај старите ќе запознаеме и многу нови надпреварувачи, чие што знаење како и вашето ќе го тестираме преку нови интересни теми. Па затоа да не должам повеќе, да започнеме. А секако прво ќе ги повикам Мартин и Мими. Повелете. Здраво, Мартин. Мими, здраво. Мартин, Здраво. Вие сте победниците од последното издание на минатата сезона на Листа за 300, така е? Си заминавте, 3 пати бевте заред победници, што значи по она нели правило што ги имат уште некои 2 учества да продолжиме, да видиме како ќе поминете. До сега колку пари ми земавте? Во минатата сезона? 550. 550 евра. Купно, да. Одлично, значи сега може уште највеќе 600 евра да ми земете, така? Што искрено се надевам дека така ќе биде. Како тоа. Како го поминавте летото? Супер. Убаво се одморивте? Да. Работевте на знаењето? Да. Да. Учевте теми некои? На плажа, кога бевме, читавме книги. Сигурно се читал книги на плажа. Ајде, молим те, нема везе. Супер. Подготвени за денеска? Да. Готвени. Домаќини сте, продолжувате од таму? Да, јас би сакала да додадам. Слободно? Може да ги поздравам? Секако. Сите, што ми забележа, сите што ме знаат од населба Маđари, населба Железара, Поздрав ти од мене, Тони. така, од Григор Прличев, ќе се препознаат кои во Железара училиштето, да. Супер. И посебен поздрав до другарка ми Суза и другарка ми Бети од Канада. Голем поздрав и до сите кои што ми ги наброја. Ти замерија викаш дека не ги поздрави минатата сезона, Да, да набројувам, не губиме време, си се Ќе ми кажеш знаат. после кои да се затоа некој ми замерија. Да, Марко, ти да не сакаш Јас некој. татко ми само го поздравам. 5 емисии тука не сум го поздравил до сега, па Срам да ви е. Еве поздрав и од мене, како се вика татко ти? Љубе. Љубе, голем поздрав до Љубе, не може чично да кажам, ја Добро, и од мене, така Да. се придружам, да. Го поздравивме и Љубе, Љупчо, што значи сега и сите останати секако. Може да влезем во домаќинската кабина? Може. Одлично. Домаќини, повелете. А секако тука во нашето студио подготвено чекаат и нивните противници, односно предизвикувачите од денешното издание на Листа за 300. Да ги поздравиме. Филип и Александар. Повелете. Александар, здраво. Здраво. Филип, здраво. Здраво, Марко. Како сте? Супер. Супер, одлично. Расположени денеска за игра? И спремни за нова сезона, да. Супер. Да. Ајде, накратко, Александар, да ни кажеш кој си, како си... Од Скопје сум, односно ајде од Ѓорче доаѓаме. Од Ѓорче, Двајцата, да. Тоа е у слободно време, ајде малце некад фудбал, после работа, нели? Колку време, Така. мислам, се наоѓа време да се игра фудбал, така после наоѓа. работа, дека рече, да. Во летни сега, кога е летно време, малце навечер, ама добре, се наоѓа време. Значи, спортувате активни кога станува збор. Да. Одма збор, да, ја не. Што придат после работа? Ја после работа спијам, пошто најчесто трета смена работам, така да после работа Да спијам. прашам каде работиш или не, ти се прави муабет на таа тема, дека се Customer support, корисничка поддршка. Така, значи трета смена се напорно е да се работи, Па, ќе се навикнеш и после ти е се едно. мислиш на парите, и тоа е тоа. Сањаш за парите и тоа мања. Саѓа са парите, ми се допаѓа. Александар, ти работиш нешто, не мора да ми кажеш што, сега не Право, десум наплегам у од приватна тоа. компанија, еве да ги поздравам колегите од таму. Супер голем поздрав и од мене до нив. Така. Одлично. Ке се распрашуваме, ке дознаваме тековно повеќе работи. Сега на почетокот да достанам да се сконцентрирате за сето она што следува. Кажете ми искуство некој имате со квизови? Да, Листа да. за 300 да не сте биле? Не. Не сме Викам, биле, али- не, да направам дека глупост да сте ми биле, а Не сме биле тука, али еве сега и тука е заедно. Супер, мило ми е. Да. Значи имате некакво телевизиско искуство. Да. Не ми изгледате дека имате некоја трема, нешто Тама. возбудење, дека тама сте. Ми се допадна. Како што треба се. Да. Супер. Како што рекам, ќе си правиме муабет во текот на денешното издание на Листа за 300. Сега сконцентрирајте се на темите што следуваат и со среќа. Почнувате како предизвикувачи, до каде ќе стигнете, баш ме интересира. Повелете во предизвикувачката кабина. Фала.
Мартин и Мими, односно Филип и Александар, седна во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба сите заедно да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Филип и Александар, дали се слушаме? Да. Да. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, дали шушти нешто крчи, не можете да ме слушнете убаво, веднаш да ми сугерирате за да го отстраниме и ќе ве замолам нешто, дека ви е прв пат во листа за 300. Доколку не ме слушнете убаво за темата, сед во умите што сум кажал меѓу себе, прашајте ме, немојте да претпоставувате дека на многу пати така се лизнале и изгубиле по непотребно. Со среќа во продолжение уште еднаш, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Мими Мартин. Здраво домакини, како сте? Домакинки и домакини. Добри сте, подготвени за денеска? Да. Одлично, ги гледате вашите предизвикувачи. Сега ќе мори да се сочиме со нив. Доста беше гледање само. Домакини, дали имам зелено светло за старт? Може. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Што значи, може да започнеме со денешното издание на Листа за 300. А како и секогаш, така и оваа сезона, ќе го започнеме со првата лицитација, односно првото надавање. А темата за истото гласи: машки имиња кои се содржат од најмалку 6 букви. Бараме машки имиња кои содржат најмалку 6 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Мартин и Мими, дали не е јасна темата? Јас сам. Одлично. Филип и Александар, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Филип и Александар, што значи ќе исклучиме кабината на Мартин и Мими. А, момци, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 6. Започнуваме со 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 20. 20. И 1. 21. 25. 25. И 6. 26. 30. 30. 31. 31. 32. Едно повеќе, 32. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 40. И стигнавме до 40. 41. 41. Знаеш. Гора. 42. 42. 42. Они кажа 40. Да. Размислувате. Констатира извини, само. да, готово, извини. Ја не го продумав така. Слободно. Не заборавајте, бараме машки имиња кои се содржат од најмалку 6 Така, букви, така, не- да. 43. 43. Најмалку 6, така? Да. Така, од најмалку 6 букви. Четириесет 44. 45. 45. Ај нека одговорат. Да одговараат. Ајде да им дадеме шанса на Филип и Александар сами да си го отворат резултатот, така барем решија Мими и Мартин.
Имаме 45 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни машки имиња од најмалку 6 букви, за да го освоиме и првиот поен. Филип и Александар, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде, ќе почнеме со мене. Александар. Александар. Стварно? Алексеј. Чекај само, да, така е. Алексеј. Алексеј, точен одговор. Андреј. Андреј. Така е. Андреја. Андреа. Точно. Ќе се важи Андреја. Ако го има во Заводот за статистика, ќе се важи. Треба најмалку 5 наши сограѓани да го носат и ви го... Ајде Андреја. Ајде Андреја. И Андреја е точен одговор. Атанас. Атанас. Така е. Антонио. Антонио. Така е. Анастас. Анастас. И Анастас е точен одговор. Ангеле. Ангеле. Така е. Антон. Антон. Пет не. Не. Како? Антон не, пет букви се. Не, Да, не. добре, се поправивте на време. Аристон. Аристон, Аристијан уствари, Аристијан е правилно. Аристијан. Со ја? Да. Аристијан. Добро. Аристијан, без и измеѓу... Аха, Аристијан. Да. Не сум запознат со име, затоа вакате ти спрошив. Ако? Ама ете, тоа ми убавината во работа, да свичам секојаш нешто ново. Сега, само дали ги има, нели, 5 најмалку за да биде името регистрирано во Државниот завод за статистика, Аристијан. Многу ми е жал. Дали познаваш, Филип, некој Аристијан? Да. Да? Го нема во Државниот завод за статистика името заведено, што значи многу е ретко. Ги нема 5 луѓе, а тоа е... Не знам зошто име тоа правило во Државниот завод за статистика. Според мене треба, нели, секој име што барем еден човек го носи да биде заведено. Не знам зошто е така, но тоа име едноставно така системот и тоа да не го прифаќа. Многу ми е криво, но од друга страна да, многу ми е жал, на многу добар пат бевте според ова како тргна целата работа. Вие сватив шемата, ќе одевте поазбучен ред, мислам дека без никаков проблем ќе стигневте да ги испополните овие 45 празни полиња, но добро. Научивме една важна лекција, за видни најде играјте со оние поими кои што ви се или имиња сигурни, па потоа нели ако останат при крајот, експериментирајте више кога немате излез во... Да, тоа е да. Филип и Александар, супер, ми се допадна многу дека храбро игравте, продолжете само со ова темпо и не се разочарувајте, имаме уште една лицитација. Мартин и Мими, паметно одиграно од ваша страна, го искористивте нивното неискуство да им дадете шанса на многу полиња, каде што нели шансата да погрешате е многу поголема. Честитки за првиот освоен поен и на вас ви е добро познато дека нема опуштање, имам уште една лицитација. Но во секој случај, честитки. Пред да продолжиме со второто надавање, односно втората лицитација, јас да прочитам еден мал дел од оние машки имиња кои се содржат од најмалку 6 букви. Нема еве, ајде ќе кажеме, тука го има кој видов Амдија, Алексеј, мислам и дека кажа Абдула, Адриан и Амдија, можам тука еве да ги издвојам јас што ги имам извадено, потоа ги имаме Бајрам, Бериша, Боријан, Борислав, Богатин, Богоја, Богослав, па Владица, Владислав, Властимир, Гвозден, Георгија, Герасим, Данило, Далибор, Доротеј, Доситеј, потоа Емилијан, Здравко, Златко, Маријан, Маринко, Небојша и уште многу други машки имиња. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. А темата за истата гласи.
100 најголеми држави според број на жители. Извор, сајтот на Worldmeter. Бараме имиња на суверени признати држави од Обединетите нации во наша транскрипција, кои имаат најмалку 8 милиони жители. Тоа се воедно и 100 најмногубројни држави во светот. Мартин и Мими, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Филип и Александар, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Филип и Александар. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Филип и Александар, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 10. Започнуваме со 10, 11, 11, 12. 12, 13, 13, 14. 14, 15, 15, 16. 16, 17, 17, 18. 18, 19, 19, 20. стигнавме до 20, 1, 21, 22. 22, 3, 23, 24. 24, 25, 25, 26. 26, 27, 27, 28. 28, 29, 29, 30. 30, 1, 31, Значи, идеме. Јелк завси? Ляво кон десно, рецимо. Ляво кон десно. 31. Нивното беше 31. 32, во ред. 32, ај 33, 33, 34. 34, 35, 35, Едно повеќе. 36, 37, 37, Што? Уште едно, 38. 38, 39, 39, Како сакаш? 40. нема проблем. 40, 1, 41. Нека одговараат. Да одговарат. Ајде да видиме сега Александар и Филип. Мартин и Мими, имаме 41 празно поле, кое што треба да ги исполниме со точни одговори на тема 100 најголеми држави според број на жители. Кога ќе бидете подготвени? може? Да. Можете да Соединетите Американски држави, Соединетите Американски држави. Сад воено и се наоѓаат на третото место на оваа листа. Точен одговор? ајде топ 10 ќе кажеме првим, Индија, Индија. првата, Кај мене тука пишана е како втора, не знам како стојат со Кина, сега се пата веќе, но време беше Кина, ама после Индија почна да ги стига и сега се води мртва трка. може да Или, ги стигнала. ако сакате, многу жива трка во овој случај. Ајде Кина, Кина. Така е. Индонезија, Индонезија. Така е. најмалку 8 милиони, Да, така? нема косми. Русија, Русија. Русија на 9-то место. Колку има русите? Околу 160-70 милиони, колку е? 135, така нешто. Бангладеш, Бангладеш на 8-то место. На оваа листа и 6-ти точен одговор. Канада, Канада. Иако нема нешто многу, колку се околу 2-30 милиони, сепак по површина е голема. да.
Мексико. Мексико. Мексико ми изненади дека се наоѓа на 10-тото место на оваа листа, не очекував. Точен одговор. Бразил. Бразил. Бразил на 7-мо место. Така е. Пакистан. Чиле има сигурно. Пакистан. Пакистан. Пакистан е петата најнаселена земја во светот. Австралија. Австралија. Поздрав до македонците дом. Поздрав до сите македонци во Австралија, кои што во моментов гледат листа за 300, така е. Нигерија. Нигерија. Чекај, ќе направив глупост за момент. За малце, така е, Нигерија точен одговор. Италија. Италија. Италија 13 точен одговор. Турција. Турција. Така е. Германија. Германија. Така е. Франција. Франција. Точен одговор е Франција. Обединетото кралство. Обединето кралство. Обединето кралство 17 точен одговор. Јапонија. Јапонија. Така е. Иран. Иран. Точен одговор. Шпанија. Шпанија. Така е. Јужноафриканска република. Јужноафриканска република или скратено ЈАР. Така е. 21 точен одговор. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Точен одговор. Аргентина. Аргентина. Така е. Романија. Романија. 18 милиони. Точен одговор. Етиопија. Етиопија. Така е. Монголија. Монголија. Не знам за Монголија колку е населена, брат. Мислам дека нема над 8 милиони. Знам дека по површина се огромни, ама е многу ретко населена. Дали еден или два града имаат, што се вика. На 130 место со 3,5 милиони жители, Монголија. Тикам по површина се големи, ама по жители малци имаат.
Јужна Кореја ќе ти беше точен одговор, за Северна сега и Северна Кореја ќе беа точни одговори. Да. Може би требаше Монголија да рипнеме, тука ги имаше на М, да речеме Мадагаскар, Малави, Малезија, Мароко, Мозамбик, да. Ама тоа е што е. Да, и голема беше и бројка, така че да не се малтретираме, секи идеме на пенали, пеналите нека кажат кој ќе оди понатаму. Да, фала ти што мисли за нас, ама во иднина мисли за тебе, не за гледачите. Остај. Мартин, ми знаете дека ништо не е готово, сконцентрирайте се сега, пеналите ќе одлучат кој понатаму ќе ми се придружи на главната сцена. Филип и Александар, одлично изигран, исто ги фатив тебе на кондиција, сепак прво издание од оваа сезона е и Мартин и Мими, нив им треба време да влезат во шема што се вика, па вие убаво го искористите тоа и сега резултатот е 1-1. Што значи добре дојдовте на пенали. Ќе ви ги објаснам сега правилата и на вас, а и на гледачите, чисто ќе се потсетиме за како стојат правилата на пенали, но пред да го сторам тоа, да прочитам еден дел од оние 100 најголеми држави според број на жители. Ќе ги прочитам еве поред, прво оние 10, баш онака редоследно, а тоа се Кина, Индија, САД, Индонезија, Пакистан, Нигерија, Бразил, Бангладеш, Русија, Мексико, потоа ги имаме Алжир, Белгија, Белорусија, Венецуела, Виетнам, Грција, Египет, потоа Ирак, Јужна Кореја, кажавме, Казахстан, Обединети Арапски Емирати, Полска, Португалија, Сенегал, Тајланд, Танзанија, Филипини, Франција, Македонија. Без веза. За жал не, би сакал да сме токави, но и вакви сме си убави. Тоа е тоа. А сега, драги гледачи, како што реков, пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да освои парична награда. Но пред да започнеме на пенали, на кратко да се потсетиме на пенали. Кабините во текот на пеналите, кабините се вклучени цело време, што значи нашите надпреварувачи ќе треба да бидат внимателни да не ги издадат своите одговори на спротивниот табор. Исто така, одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Први започнуваат со одговарање предизвикувачите. Тоа не е едноставно како едно непишано правило и тоа е тоа. Па затоа, да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: хемиски елементи со ознака од една буква. Бараме имиња на хемиски елементи од периодниот систем до број 118, чија ознака во оригинал се пишува со една буква. Ознаката не мора да ја кажете, доволно е името на елементот во наша транскрипција. Но, доколку ги кажете и двете, тогаш двете мора да се точни. Уште еднаш ќе повторам, значи ги бараме оние хемиски елементи од периодниот систем кои што се означуваат само со една буква. Не ја бараме, значи немојте да кажувате кратенката едната буква, но ни треба целиот назив на хемискиот елемент. Како што реков, драги гледачи, први на пенали започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Филип и Александар. Филип и Александар, кога ќе имате одговор, споделите го со нас. Само момент, треба латинското име да го кажем или може македонското? Не, во наша транскрипција. Одлично, фала. Во наша. Значи, се едно. Кислород. Кислород. О, така е, кислород, точен одговор. Водород. Водород. Водород, ознаката му е Х. И точен одговор. Што ми убаво што си ги читам тука. Азот. Азот. Азот, чијесто ознака кратка е Н, односно Н. Така е, точен одговор. Јод. Јод. На јод ознаката е И, латинично. Така е. Ќе им дадам малце повеќе време на нашите надпреварувачи, на едните и на другите да размислат, затоа што сепак станува збор за малце потешкичка тема, мислам така се. Не секојдневна би рекол. Германиум. Германиум. Ајде да видиме Германиум. Жал ми е, Германиум
не е на оваа листа. Ќе проверам која му е ознаката за да ти ја кажам точно, дека не ги знам ние, да не се лажеме. Сигурно. Мартин и Мими? Јаглерот. Јаглерот. Мартин и Мими. Четврти пат излегувате поуспешни од вашите противници и тоа овој пат богами заслужено на пенали на тема која што ќе кажеме ајде невообичаена, сериозна. Честитки, сега може да се опуштите и да почнете да размислувате за тоа како ќе му ги земете парите на Марко. Иначе ознаката за јаглерот е Ц, а иначе за германиум е ГЕ. Филип и Александар. Одлични надпреварувачи, мора да се земе во предвид дека вие сепак прво учество во листа за 300. Покажавте супер и храброст и знаење. Што значи едва чекам повторно да се дружиме тука на истото место. Сериозно ви кажам, би било грев да не дојдете повторно, затоа што верувате колку почесто доаѓате, толку се полесно и полесно ќе ви стане, ќе ги научите оние мали трикчиња на листа за 300 и ќе почнете вие да ги применувате на вашите противници. Супер бевте, можете слободно со високо подигната глава да излезете од нашето студио, но ќе причекате да ги прочитам прво ознаките. Хемиските елементи со ознака од една буква. Тука ги имаме азот, Н бор, Б ванадиум, В водород, Х волфрам, W или дупло В, итриум, Y јаглерод, Ц јод, И калиум, К кислород, О сулфур, С латинично или наше З, ако сакате, ураниум, У флуор, Ф и фосфор, П. Тоа се оние 14 хемиски елементи кои што имаат само една буква во својата скратена ознака. А сега, време е да ги повика Мартин и Мими да повела тука на главната сцена и по четврти пат да ги соочиме со нашата тема, каде што ќе имаат шанса да освојат и парична награда. Затоа, да не должам повеќе, Мартин и Мими повелете, а вие останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мартин и Мими по четврти пат ми се придружуваат тука на главната сцена, но за прв пат во оваа нова сезона. И мене ми е многу драго, мора да признам, Мартин и Мими, само продолжете со ова темпо, секоја сезона да отвараме со вас. Зошто да не, нели? Супер надпреварувачи. До сега, како што направивме муабет нели на почетокот, и ако не се лажам, рековме дека сумата која што успеавте да земете во листа за 300 е 550 евра. Да. Како што рековме, максималните суми на следните две учества се по 300 евра, што значи уште најмногу 600 евра може да ни земете. Но, да почнеме со ред, да не збориме за парите. Прво, да се подсетиме како стои нашата листа со теми и со полиња, па потоа, нели, да дознаеме темата и све со ред. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги исполниме со точни одговори за да освоиме онаа максимална парична награда. Во меѓувреме за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори, како што рековме, ќе си заминете од нашето студио со 300 евра и таа сума ви е добро позната, сте ја освоиле. Ќе пробаме пак. Но ова место така е. Пред иска спомна Мартин дека лето го помина со читање на плажа. Дали е точно или не, нема да навлегувам, но мислам дека им даде идеја на луѓето задолжени за темите да си олеснат работата и полесно да одберат темата за овој дел. Ќе ја прочитам, дали сте подготвени да слушнете? Може. Може. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема добитници на Нобелова награда за литература. Извор, сајтот на Нобелова награда. Бараме најмалку презиме на било кој добитник на Нобелова награда за литература од 1901 година, па се до последниот во 2024 година. Мими Мартин, дали не е јасна темата? Јасно. Да. Уште еднаш ќе повторам. Доколку не сте сигурни за името, го играме само презимето, да. Ако сте 100% сигурни за име и презиме, кажувајте го и така, но ако сте 100% сигурни дека во случај да ги кажете името и презимето, треба и двете да бидат точни. Така. Кога ќе бидете подготвени, да започнете да ми ги земате парите. Винтерграс, или јас да го кажам? Чекај, 3. Па добро, може ти седна да почнете како и да е. Не.
Мислам, ништо не губи. Да, може, да, пошто секако. Винтерграс. Винтерграс. Знаеш три. Така е, Гинтерграс. Виктор Иго. Виктор Иго. Го немаме Виктор Игор. Иго. И знаеш колку мислев дека ќе изиграш сега во последно време Боб Дилан. Он беше човекот кој што зема, не знам, во 2020-та некоја За литература. литература. Нели? Да, Ама за Боб литература. Дилан, Боб Дилан за литература зема, да, за поезија, пишување, да, за текстови. Иначе ги има тука, еве, Милен ми е Боб Албер Дилан. Ками, ништо не е готово, имате нареден пат, па ќе ми ги земете сите 300 евра, ќе памтиме тука и ние. Немојте да се секирате, мораше една ваква партија да има малце, нели? Па не мораше барем првата од сезоната. За Албер Ками се мислев, за Оноре де Балзак мислев. Така, Да, за Херман Хесе мислев. За Гете Се. Мартин ме праша дали Албер може Ками. да биде. Албер Ками, да, еве ја можам да ти Да. вака кој ги мисле најзвучниот тука, Албер Ками, Александар Солжнецин, Боб Дилан, Борис Пастернак, Винстон Черчил исто меѓу оние добитници на награда за литература, премиерот на Британија одамна, потоа Габриел Гарсија Маркес, па Ернест Хемингвеј, Жан Пол Сартер, Иво Андрич од овие простори. Потоа Михаил Шолохов, Орхан Памук, Пабло Неруда, Рабиндранат Тагоре, Семиел Бекет, Томас Ман, Хан Канг од Јужна Кореја, последниот во 2024 година што освојува. И така натаму ги има, да. Мими, супер, ме израдува што ти се допадна темата многу. Најчесто во вакви ситуации нели луѓе превртуваат очи, а вие супер ми изреагиравте, Да. што ми даде онака надеж дека нели Добро, ќе може научивме нешто плюс. Фала Сите Богу, се така е. Ептен заслужени И ново добитници. име научивме денеска и добитници на литература за овакво Нобеловци за литература. И јас веќе не знам што зборам. Драги гледачи, ко завршуваме вака, не баш онака како што посакувавме, ниту јас, ниту Мими Мартин, но тоа е што е, ќе имаат шанса за поправен веќе во следното издание на нашиот квиз. Што значи, постанете со програмата на телевизија Сител, чекајте го следното издание на нашиот квиз и секако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!